Благодарам. Ви благодарам на одговорот, почитуван председател. Значи, јасно и децидно потврдивте дека имате дискрециони права да одлучувате кој ги исполнувал и кој можел да биде обвинител во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и кој што лично вие и членовите сметате дека ќе одговори на задачата без при тоа да има потреба од било какви критериуми дополнителни на кои што се повикувате. Јасно и децидно го кажавте тоа и сето ова конвергира кон сите оние изјави кои што претходно ги кажавме за клиентелистички однос на самите обвинители кои што се бара. А во однос на тоа дека со министерот сте имале дополнително состанок и сте ги разјасниле работите, дека можел министерот, не можело министерството. А кого представува министерот? Орган на државна управа е представуван од министерот. Кого представува министерот? Министерот како министер не е член со име и презиме во судскиот совет. Тој е член по функција, бидејќи е министер. Еве зошто не сте вие или јас член на судскиот совет? Бидејќи не си министер. Значи, министерот го представува министерството. И вие се обидувате овие ваши недоразбирања да ги зацкриете зад некоја средба со која што извлекувате заклучоци за ваши толкувања, а всушност меѓусебно претходно се препокувате и го рушите системот на јавно обвинителската служба, на судството, на сите органи. Значи, сте се усогласиле дека можел министерот, не можело министерството. Ви се молам, има закон за организација на државната управа. Многу јасно и децидно е таму наведено што всушност е органот на државната управа и кој го представува. И министерот е член, уште еднаш потенцирам, бидејќи е министер тамо, функцијата која што ја врши не со име и презиме која што го носи. И затоа од работењето на целокупно на советот, извинете, но немаме никаков бенефит во однос на подобрување на состојбата во јавно обвинителската служба и во целокупниот правосуден систем, бидејќи се она што го потврдивте дека немате никакви надлежности и во оние делови каде што имате, си земате за дискреционо право да одлучувате без соодветни критериуми. Дали ќе бил подобен одреден кандидат или не. Со ова сакате да потврдите дека, еве, пластичен пример ќе кажам, дека за основно јавно обвинителство во Куманово се пријави кандидат кој што завршил академија, само еден кандидат за едно место. Се пријавил, конкурирал, завршил академија за суди и јавни обвинители, ги исполнува другите формално правни услови, вие можете да кажете дека не е соодветен да ја врши функцијата таму. Тоа го потенцирате, тоа сакате да кажете, или дека во однос на изборот на овие 5 требало некој да ви се јави и да ви каже кој да бидат избрани. Еве ве прашав, еден кандидат за основно јавно обвинителство. Конкурирал со сите услови, ги исполнува. Дали вие имате право врз основа на ваше мислење повторно да нема мнозинство да биде избран под превезот на тоа дека не исполнува одредени критериуми, односно вие сте заклучиле дека не може да ја обавува функцијата која што треба да му се даде. Ви се молам, не ви држи објаснувањето и морате јасно и децидно да се изборите, ако сакате, ова институција, односно советот, да ја добие заслужената функција која што е всушност и примарна и цел на законодавецот и на сите, да ја обавува. Во моментот се проформа, односно само се параван за зацкривање на јавните обвинителства и на јавните обвинители за нивниот неуспех, да ја префрлаат топката кај вас, а со тоа да немаме никаква правда и немаме никакви резултати во работењето и на јавното обвинителство и на Советот на јавни обвинители. И затоа сметам дека доколку вака продолжи, најдобро е сите да си дадете оставка и да се распушти оваа институција во дадениот момент. Благодарам.